Добар ден, и од мене стартува уште едно ново издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во време кога децата се обкружени имаат огромен избор на пластични играчки, плетените куклички внесуваат поинаква магија во детскиот свет, бидејќи се уникатни и несекојдневни. Денеска во студиото гостинка ни е Ирена Трпеска, која што создава вистинска уметност со игла и конец. Сите овие куклички во студиото се нејзина изработка. Добре ни дојде. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Чест ми е да бидам гостинка во вашата емисија. Плетењето е повторно во мода. Да. Се повеќе луѓе се заинтересирани да ги совладаат техниките на плетење. Вие почнавте да плетете пред 5 години, но тоа не беше поврзано со желбата да се сплетат куклички, туку работи за вашето бебе. Да. Па пред 5 години прв пат јас се запознав со плетењето, прв пат и научив сама да плетам од YouTube туторијали. Претходно плетела мајка ми, ама не ме интересирало. Ова е друг тип на плетење. Играчките се потполно друга техника, потполно други игли, други конци и друга магија. Мислам дека и секој што сака може да научи. Тешко е на почетокот, ама се учи. Ако се сака, може да се научи. Значи може да се научи со помош на интернет, може да се од оние научи, видеа кои што се поставени таму. таму. Да, ние овде имаме конци, имаме игли од кај да се купат, има и додатоци, машнички, копчиња и може да се направи баш од ништо магија. Се работи за јапонска техника за плетење, како се нарекува таа техника? Таа техника се нарекува амигуруми. Јас не ни знаев воопшто дека така се вика, отпосле дознав. Имав профил на Pinterest и им се воодушевував долго време. Јас претходно си плетев капчиња, шалчиња, меѓутоа играчките им се воодушевував и ми требаше време за да научам убаво, значи да ја држам иглата и да бидам посигурна во плетењето за да можам да направам играчка. Така, дали може оваа техника да ја совлада секој? Дали е комплицирана? Колку време вам ви беше потребно конкретно да научите да плетете вакви куклички, или да сплетете круг, да сплетете цвет? Ми кажавте дека тоа има правила што треба да ги знаат, например круг правилен за да се сплете, за да се направи тој магичен прстен, се вика, за да не се познава од кај што е почнато, да нема дупка, за да не излегува полнењето внатре. А инаку може да се научи бидејќи има многу туторијали на YouTube и скорос некој почетник може да си пушти на англиски, ама и сум гледала јас и на руски туторијали, и на арапски, тоа се плете во живо, може да се паузира, да се врати. Секој може да проба. Мислам дека ако се има желба, може да се научи. Со какви игли се плете? Може ли да ни покажете? Може, да. Иглите имаат бројчиња, исто и конците имаат дебелини, си одговараат конците на иглите, меѓутоа секој, мене например ми е оваа омилена игла за плетење и без разлика на дебелината на конецот, јас секогаш си плетам со таа. Така. Таа ми е најупотребувана игла. Инаку и треба да се има малце ме прашавте за изработката на куклите, малце да се познаваат пропорции, например, јас не плетам по шема, туку плетам по слика. Ќе видам, например, некоја слика на Pinterest или на Instagram. Како успевате тоа да го сплетете, доколку не употребите шема? Предходно сум цртала, ќе ја сплетам, например, главата, така, и после си мерам колку треба да биде спрема главата, големо телото, колку треба да бидат големи рацете, ушите, спрема таа глава. Од нешто мора да се почне, на нешто да ви е појдобно, например. Сега за куклите конкретно почнувам од чевличките и се зависи од нив. Секогаш се почнува од нозете? Да, секогаш од нозете. Така, и се од Јас така си почнувам, барем јас така плетам, секогаш од нозете и во еден дел е целата кукла освен рацете. Цела се плете наедно. Двете нозе ќе се сплетат, па се спојуваат, па тоа е најтешкиот дел да се спојат за да стојат вака право, за да не оди едната на лево, едната. Тоа е најтешкиот дел. Плетката треба да биде густа. Треба да биде густа, што густа за да не излегува полнењето. Тоа е многу важно. Имаме тука, ако сакате да покажеме и полнење, тоа е така. Мислам дека тука ги ставивме. Тоа исто го има кај нас, се купува од стружанка, ова се користи за полнење на перници, а јас си го користам за полнење на кукличките.
Значи се е изработено од природни материјали, тоа е многу важно. Да. По потреба може да се додадат копчиња, може цветчиња, меѓутоа ако се работи за бебенце не мора да се додаваат, може се да се така, значи сплете. внимавате да нема ситни делчиња доколку се работи за дете, во тој случај ги везете. Да, инаку има и пластични очи, меѓутоа јас не користам, мене ми се поинтересни вези и тоа го научив исто од интернет. Везените очи, изгледав туторијали доста за дека научам да ги везам, претходно ги правев само со како замижани, сега веќе готова сега. Во моментов можеме да видиме дел од кукличките кои што вие ги имате сплетено, може да се забележи дека исклучително внимавате на деталите. Да, многу, јас сум перфекционист, значи мене ако не ми се допаѓа, јас нема да го оставам така, ќе го преправам. Така, и изработувате облеки за секоја кукла. Да, јас имав од правите гардеробер, како што може да видиме. Да, за моите деца си бараат за, например, за барбиките, па си плетам и за барбики, може и тоа, да. Не мора да се плетени кукли. Што најчесто бараат децата кога ќе им направите една кукла? Какви фустанчиња? Децата многу бараат, значи фустани, големи фустани балски како принцези, па бараат круни, па капчиња, ташнички обавезно да има. Чорапчиња, да. Какви кукли ви порачуваат кога ќе побараат од вас да се изработи? Обично ме прашуваат за димензијата прво, колкава е. Имам куклички од 25 см, тоа се отприлика колку една барбика, а имам и доста поголеми куклички, 34, и таа е најголема кукла што сум ја плетела, 36 максимум, бидејќи поголемите се повеќе полнети и се многу тешки. Не се баш. А за да стојат исправено, дали е потребно да се стави во нив некоја жица? Па јас на моите куклички ставам, бидејќи претходно ми беа без жица со тек на време, после неколку месеци, бидејќи вратот е доста потенок, а главата е тешка. Треба да ја држи и ставам жица, меѓутоа таа е жица за изработка на накид, безбедна е, не е и тестирана ми е, и тоа ми е пак видено, значи од YouTube туторијали, од Pinterest, следам на Instagram доста, има многу плетачки што навистина преубави кукли прават и си крадам идеи од нив. А ви бараат ли ликови од цртани филмови? Да, се случува да ми бараат. Сум изработила неколку, меѓутоа кукличките се најбарани. Кукличките со гардероби за пресоблекување, тие највеќе. Кога порачуваат, бараат ли каква коса да има? Бараат, дали да жолта, дали? Да, обавезно прашувам каква боја на очи да има, каква коса. Обавезно тоа, да, и дали да биде со шишки, без, дали да биде кратка, долга, за да може да... Сите тие детали мора да се внимава. И косата е од волница, може да се чешла, може да се прават фризури, да се стават шнолчиња, да се врзува, да се плете. Како се одржуваат? Дали може да се перат? Па може да се перат рачно. Да, рачно, бидејќи нежни се, сепак не... Мислам дека рачно, јас сум, моите куклички сум ги перела рачно, не се оштетуваат, сепак нели внимателно со сапун. Може. Колку време ви е потребно за да изработите една ваква кукличка, како што гледаме во моментот? Па од 3 до 10 дена, зависи. Значи долг период е потребен. Зависи колку парчиња гардероба има, дали има некое милениче куклата пропратно со нејзе, некогаш се случува и 2-3 играчки одеднаш да порачаат и така. А може ли некој да ви помогне? Еве, старите плеточки, дали можат да ви помогнат? Споменавте дека вашата свекрва исто така плете? Па плетат и мојата свекрва и мојата мајка, меѓутоа ова е многу друг тип на плетење и ова бара веќе да имате нешто малце по креативност и повеќе уметничко, затоа што не се плете по шема. Ова е, јас импровизирам во моментот. А зошто не користите шеми? Не ли е поедноставно по шема да се работи? Па шеми, не сум најшла на шеми, обично шемите се плаќаат, а јас бидејќи сама си ги измислувам шемите, па потоа си ги запишувам, ако, еве, например, кукличките што највеќе се бараат, си ги имам запишано моите шеми, ама не ги давам на никој друг, значи тие си се мои, да. А постојат ли различни постапки на плетење куклички или тоа е тоа? Тоа е тоа, права плетка без наметка, густо плетење и да се погоди формата, во делови се плетат, некоја се плетен. Зависи од самата кукла. Јас кога ќе ја видам на слика си знам од каде да почнам, каде да завршам, што треба да се додаде.
Се случува ли да има потреба да расплетувате по почеток? Да, се случува често, бидејќи се случува да се испушти некој котелец и отпосле да се примети, и мене тоа многу ми смета, бидејќи сум многу ситничарка. И ми се случува, да, некогаш. Еве сега споминавте дека кај нас може да се најдат игли. Да. Каде има да се купат игли? Ја навистина не знам каде би можело да се најде, доколку некој е заинтересиран, каде може да купат? Прв пат кога купував игли, отидов во Тетекс и купив конци, ама немаат игли. И ме пратија на женскиот пазар, на Бит пазар, и таму отидов, таму има се, буквално, и игли, и конци, и има вакви некои додатоци, копченца, цветчиња, тракички, украсни, што може да се искористат. Видиме, да ги покажеме. Значи, сето ова се употребува додатоци за куклите, дали трака за коса, дали што е многу важно. Многу е важно и многу го разубавува, например, сплетеното. Многу го разубавува кога ќе се додаде нешто, некое цветче или некое копче. Има избор на волници, значи може да се најде сето она што е потребно. Да, има различни дебелини, има бои преубави, еве се е шарено, сите бои се од тука. Така. Претежно од Тетекс ги купувам. Има многу убав избор. Покрај овие кукли што се како играчки за деца, исто така има колекционерски кукли. Дали може би имате желба да сработите нешто такво со оглед на тоа дека имате голем уметнички афинитет, па и вештина и способност да изработувате вакви работи? Тие се посебни куклички, многу се тешки за изработка, многу време бараат. Така. Обично се прават уникати, што еднашка и не се повторува. Имам неколку профили на Инстаграм што ги следам, ги продаваат на аукција. Тоа се руски плетачки што преубаво прават, и тие се обично со вметната жица, низ целото тело има скелет од жица и се мрдаат рацете, нозете. Ама не знам овде кај нас колку би имало интерес. Тоа е сепак преголема обврска да се изработи, да се нафатиш, треба ептен да си вешт плетач, ама и да знаеш дека тоа ќе се продаде. Има интерес за нешто тако, дека има пазар. Каков е интересот за ваквите куклички, за овие куклички кај нас? Има голем интерес, да. Јас не верував кога почнав дека толку ќе има интерес, ама има преубави идеи што навистина се може да се направи. Ја не верував дека од игла и конец може да се создаде вакво нешто. Од било кој цртан филм лик може да се создаде било што. Има плетени колички, плетени апликации, плетени шалчиња, капчиња, плетени тропалки за ведиња. Да, тропалки за ведиња. Ви барат ли вие тропалки со оглед на тоа дека се памучни и се лесни за одржување? Па јас прво за моите деца ги тестирам, секогаш и така почнав. Кога ми беше бебе синчето и му сплетов плетено тропалце и навистина многу, и забите кога ги вадеше, значи ја гризаше, користеше како гризалка. Па потоа имаше едни гердани, најдов на интернет за доење, како занимавање, додека цица бебето да си играм, многу интересни, сега не знам како се викаат на македонски, и тие исто имав и такво изработено. Значи буквално се има за бебиња. Дали плетењето смирува? Точно ли е дека точно релаксира? Точно е, да. Мене многу. Јас, например, јас без да плетам, да седам, ми е губење време веќе. И многу ми е криво што порано не научив да плетам. Кога бев послободна, сепак сега со две деца. Имам две деца, да, и други имам повеќе обврски, и ми е криво што порано не се научив за да можам се тоа што сакам да го изработам. Имам премногу идеи, премногу на пауза што ми се ставени работи што сакам да ги изработам, да. Ама многу спора, плетењето е споро. Одзема многу време. Додека плетете, слушате музика? Слушам музика, можете паралелно да гледате филм и да плетете, тоа ми беше малку нејасно како е изводливо. Па бидејќи да се плете и да се седи во штама некако не е. Барем јас не можам така, или си пуштам музика, или ќе си пуштам филм и си го слушам и си плетам. И кога ќе ги погледнете
кукличките, плетените куклички, да, асоцијацијата ви е... кој филм сум го гледала музика или филм? Да, да. А како реагираат вашите децеве кога ќе изработите една волку убава кукла и кога ќе треба да ја дадете? Тие се воодушевени, дадете? тие од почетокот им беше, сега веќе се навикнати бидејќи помина долго време од како ги правам, како не да станаа рамнодушни, ама веќе знаат дека можам да правам и не им е чудно. На почетокот им беше многу чудно дека можам јас да направам нешто такво. А и сега веќе ми нарачуваат, самите си гледаат некои цртани, ќе ми кажат, сплети ми кукли имате сплетено до сега? Па многу, и кукли, и капи, шалчиња, и топлинчиња за зимно време им плетам, и чорапчиња, фустанче за ќерка ми исто сум плетала за роден ден, па маски за маскенбал исто така сум им плетала, Мики, Мини, Елза, Олаф. Ми споменавте дека имате трпение да сработите ваква кукла, за која што се потребни можеби 5 или 6 дена, но немате трпение да сплетете джемпер за вас. Па не, тоа многу ми е монотоно. Јас сакам вака покреативни, пошарени, што побрзо се завршуваат. Например, еден дел ќе го завршам, па другиот дел, па спојувањето е интересно, па украсувањето е интересно, а джемперот е некако, што знам, тоа и го оставам. Еднолично. Да, на по-старите плетачки. Колку кукли имате сплетено за една година, колку што изработувате плетени куклички? Преку 70 кукли. Во месецот 4 до 5 кукли максимум може да се направат. А има ли некој што останува равнодушен на ова? Може ли нешто такво да се случи? Па може да се случи, има секакви луѓе, да. И некои луѓе не се воодушевуваат на уметност. Јас, например, се воодушевувам на се. И на изработка на накит, и на плетење, на цртање, на сликарство. Мене се ме воодушевува што е создадено од некого со љубов. Ирина, ви имате страница на Facebook? Да, имам страница на Facebook, плетени куклички, на Instagram исто плетени куклички и на Pinterest имам профил Ирена, таму имам мои изработки за било што, не само за плетеници, бидејќи ние дома со децата си правиме и други некои проекти. Така? И јас ви посакувам голем успех, сите што се заинтересирани токму преку социјалните мрежи може да стапат во контакт со вас. Се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка. Ви благодарам. И ќе ни представите уште што ново имате сработено. Секако, до тогаш ќе има и нешто ново. Ви благодарам многу за поканата и мило ми е што бев гостинка. А ние продолжуваме понатаму со еден интересен прилог, дали играчките треба да се делат на играчки за девојчиња и за момчиња, дали се потребни такви стереотипни поделби или пак децата треба да си играат со оние играчки кои што им се допаѓаат. Погледнете. Играчките главно се поделени на оние за момчиња и за девојчиња, па така родителите кои имаат син на своето дете му купуваат машки играчки, како автомобили, пиштоли, авиони и слично, а на девојчињата кукли, колички, разни сетови за готвење, пеглање. Имајте на ум дека детето сепак има право да избере со што ќе си игра. Ако сакате да му ја наметнете својата волја, имајте предвид дека тоа не може да биде добро, бидејќи кај момчињата и девојчињата е силно изразена љубопитноста. Во поголемиот број од случаите, таткото е тој што инсистира момчето да бира машки играчки, бидејќи се плаши дека играњето со кукла би можело да има негативни последици во иднина, што не е точно. Разните аспекти на игрите и разновидните играчки можат само да имаат позитивен ефект на развојот на децата, а поголема веројатност е дека дури и подобро ќе разбираат одредени работи кога ќе пробаат да играат со играчки за девојчиња, односно за момчиња. Кога имате ќерка, логично е првата купена играчка да биде кукла. Но што е со момчињата? Дали и на нив треба да им се купи кукла и дали воопшто играњето со кукла може да има каква било штета во развојот на момчињата или може да биде корисно? Исто така, ако вашиот син посака да игра со кукла, сигурно ќе имате голема дилема, дали да му дозволите нешто такво или не. Размислете кои се вашите причини и зошто не би му дозволиле на детето да си игра со играчка за која сметате дека не е соодветна за неговиот пол. Многу е важно да се ослободите од предрасудите и да му дозволите на детето да ја задоволи својата љубопитност, бидејќи веројатно е во прашање само фаза во развојот и не значи дека поради тоа ќе биде доведена во прашање неговата машкост.
Најважна работа кај игрите со кугла е тоа што децата ги учат родителските вештини, па ако му дадете на синот да се игра со кукла и се грижи за неа, подобро ќе го научи чувството за одговорност, љубов и грижа, па кога ќе порасне, полесно ќе се грижи за себе, но и за другите. Секако тоа не значи дека момчето не треба да се игра со други играчки. Напротив, можно е да е во прашање само фаза, желба да се имитира мајката или постарата сестра и дека оваа игра брзо ќе му здодее. Дури доколку детето побарало да се игра со кукла, најверојатно со неа нема да се игра како девојчињата, туку ќе трча со неа низ домот и ќе ја користи како чека, на пример. Исто така, куклата може да биде од голема корист доколку очекувате принова, а момчето не е баш воодушевено од идејата дека ќе добие брат или сестра. Во тој случај, кукла бебе може многу да помогне во совладувањето на бесот или лутината кај детето, но многу е важно и секојдневно да му посочувате како треба да се однесува кон новото бебе и како да се грижи за него, така што ќе вежба на куклата. Доколку девојчето сака да се игра со автомобилчиња, пиштоли, тоа не значи дека ќе биде машкобањесто или агресивно. За девојчињата важи исто што и за момчињата. Веројатно е во прашање минлива фаза или на тој начин го имитираат постариот брат или таткото. И кога сме кај стереотипите, оваа кукла момче, Ирина, што туку ми кажа дека не може да ја продаде цела година. Да, така е, да. Јас ја направив по моја идеја, бидејќи има преубави идеи на Pinterest за машки кукли, меѓутоа кај нас нема интерес за машки кукли. И еве, таа ми стои. Се надевам дека тоа ќе се Да. промени. Да. Тука го заокружуваме денешното издание на Нулен Пул. Се надевам дека уживавте во него. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.